Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ канал Одвис. Денес е недела и денес е 11 октомври 2020 година. На сите наши гледачи, на сите граѓани од нашава земја, особено на гледачите кои не гледат од југоисточниот регион, им го честитаме денешниот празник, 11 октомври, двоен празник, ден на востанието и ден на борецот. Но денес е уште еден празник, за нас најголем. Имено денес се навршува точно 29 години од постоењето на ТВ канал Одвис. Значи денес и официјално влегуваме во 30-та година од постоењето на најстарата во моментов телевизија во нашава земја. Јас се надам дека и понатаму на довербата ќе возвраќаме со доверба, на љубовта ќе возвраќаме со љубов. И токму затоа, во денешното издание на емисијата Неделно попладне го поканивме Павле Витанов, естраден уметник од нашиот град, човек кој малку ќе не развесели, со кој ќе си помуабетиме за неговата музичка кариера, но ќе се надевам и ќе направиме атмосферата малку повесела со неколку изведби на Павле Витанов во чест на 29 годишното постоење на ТВ канал Одвис. Павле, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добар ден, господине Калајджиев. И како прво, дозволи ми и јас да ви го честитам јубилеот, 29 годишни, значи успешни сте. Да. Покрај се. Се надевам дека е така. Така е. И од моје име, и како што рековте, да им го честитам и јас, празникот на нашите граѓани. Така. Да сме живи и здрави и уште многу години да го дочекаме во поарно и поберекетно. Така е. Да ни е за многу години денешниот празник, да ни е вековит. Павле, зборуваме за твојата кариера, но не може, апсолутно не може да не го започнам овој разговор со ситуацијата во која се наоѓаме. COVID-19, пандемија, удри по сите граѓани, не само во нашава земја, туку и од целиот свет. Некои се малку повеќе погодени, некои се малку помалку погодени, но погодени се апсолутно сите. Велат дека во нашава земја најпогодени се естрадните уметници. Дали е тоа така? Па погодени се. Погодени се и музичката индустрија, и ресторанската индустрија, и сите сврзани. Ама јас, мојата девиза во сето тоа е сега кога се случи. Да. Можеше да тагуваме и да жалиме за се што е тоа, ама јас секогаш во животот сакам да го барам она позитивното. Апсолутно. Седавме дома, се собравме цела фамилија, ги почитуваме сите мерки и Дај Боже сите тоа да го праве и да го свадби прават. што ги имавме. Се презакажа, па уште една се презакажа, па Па се некој за до откажа, година. така. Многу тешко е за сите наши колеги, ама тоа јас во сета таа заврзлама, како да ја кажам, решив да го барам оно позитивното. И кога почна ова карантинските, си велам, така сум дома. Дај вечер преку вечер, си го крстив мојот проект Така. Карантинска кафана, и баш некни гледам сум дошол до 36 карантински кафани. Е тоа во 5-6 месеци, значи околу еден месец Така, браво. на секој пети ден сум пеел за моите пријатели. И оние што не ме знаа, седејќи дома, немајќи и тие што да прават, ме Те научија слушаат, мене, да, од така. еден на друг. Јас кога пеам, викам, ајде споделувајте таму, ваму, па се доаѓаше со бројка од 200 споделувања. Браво. И Одлично. викам, се смеам, викам, може би единствено само министерот за здравство имаше повеќе споделувања. Така е, така. Да, нештата треба да се прифатат такви какви што се. Ниту јас сум виновен за појавата на COVID-19, ниту ти си виновен за таа пандемија, ниту ниеден граѓанин е виновен за таа пандемија. Пандемија е имало, како што знам. Еве, ние живееме во таа ера, што доживеавме, уште една пандемија. И сега ние сме човечки суштества, мора да се спротиставиме. Јас знаеш што тоа велов еден. Сепак, каков и да е вирусот, не може со човекот. Може би ќе треба време. Човекот сепак е најпаметното суштество на планетата и кога тогаш ќе го победи вирусот. Може би треба само да изчекаме научниците да го најдат тоа. Дај Боже нека биде така, и јас истото го мислам. Кога ќе биде крајот на таа пандемија,
никој не знае, но дека ќе има крај, ќе има и треба да сме сите позитивни, добро да гледаме на некои нешта, да ги прифакаме такви какви што се и да живееме со тоа. Најубаво се живее со сите проблеми со музика и те гледам тебе убаво расположен, ведар, веројатно хармониката, песните да си го прават своето. Твојата клавиатура. Да, види сега, Батко Георги. Јас почнав да работам. Значи, во оваа пандемија, бидејќи сам си ги плаќав тие режии, осигурување, тие работи, кога се случи ова короната, велам, не бива, мора да се работи нешто друго. Излезе една ситуација, вика, сакаш ли да работиш како редар? Јас не бирам работа. Си ја работам работата, секој што е честно го работам. Така. Излезе во банка редар во комерцијална, стекнав многу пријатели од народот што доаѓаат, малку им е чудно, музичар там на Сабајле, кога гледам малку ги фаќа нервоза, Павле една песна, ќе им запеам и веднаш се сменува расположението. Не е лошо да направиш нов договор со банката, ајде не ја спомнуваме која е заради да не правиме реклама, меѓутоа не е лошо да направиш нов договор за малку повисока сума, во некои паузи на некој половина час со хармониката да излезеш надвор, па да ги забавуваш тие што чекаат да им биде позабавно, да не се нервира. Може така да направам, кога ќе помине ова. И тоа ќе биде ексклузивно за цела држава. Велам на овие колеги сегаш. Од вас само ќе ми дадете струја. Така. Јас ќе си го донесам продолжениот кабел, надвор, ќе ставам, кој мине и за вас да ви пеам, да не ви правам внатрек проблем и да биде нешто не секојдневно, ако треба, како да се ослободиме од таа короната и да го направиме. Оваа банка многу ќе те плаќа тебе, бидејќи ако е така, ако ги забавуваш тие што чекаат и ако им ги намалуваш нервозите за тоа чекање, ќе дојдат и од другите банки таму да се забавуваат. Малку шега, шега. Сепак, покрај тоа што настапуваше дома со твојата, како беше? Мобилна кафана? Карантинска кафана. Имаше ли настапи сепак по ресторани? Значи, кога се пушти малку, кога се ослободи, кога се дозволи да се работи, свирев тука и во Босилово и во Струмице, во некои места. Имам многу пријатели, реков и во Бугарија, тоа го објавот, знаат тие што ме следат. Таму се правеа свадби за волја на вистината, можеби неотворено, по некои си други. Еве сум пазарен за Нова година. Сега сум пазарен, тоа велам. Да не остане во наводници пазарен, во Велинград сум договорен, свирев свадба во Петричко. И, значи, кај што ме, така во неформално ти велам јас, мојата девиза во животот и стално ја потенцирам, каде ме викаат одам, каде можем да стигнам одам. Сега, тука сега гледам пак се затвараат овие, можеби тоа е реалноста. И не сум лут, јас не сум лут, го прифаќам тоа. За разлика од многумина, знаеш како, ова пандемија секој си ја сваќа на свој начин, тргнувајќи од своји позиции. И има една народна поговорка која вели секој си плаче на гробот. Музичарите, кафанџиите си плачат на гробот заради тоа сакат да им оди работата како што треба, така и со фирмите и со сите останати малостопанственици. Сите дејности, колку толку и да велиме дека некои се различни, сите еден со друг сме си поврзани. Апсолутно. Добро. Помина убаво со тој твој проект и јас те следев од време на време и сум воодушевен од тоа како ги исполнуваш песните, но мора да се признае дека имаш добар избор на песни. Пред некој ден видов едно твое исполнување на една песна која многу ја сакам, а тоа е Јано Мори. Ја знаеме како песна, јас од времето ја паметам во исполнение на нашиот сограѓанин Ванчо Узунов, Бог да го прости. И морам да ти кажам, си ја скинал максимално секоја чест. Браво. Како ги бираш песните? По твој урнек, тие кои ти се допаѓаат тебе или го слушаш гласот на народот? Гледам што ми бараат. Сега, тоа јас што си ги сакам некои песни.
како што ти ја сакаш ја на море, и јас ја сакам. Тоа е едно од многуте Да. што ги сакат добро. Гледам дека сакаат Шабан Шаулич, македонски. И тоа ми лежи. Че нема пееш што му лежат сите бранши. Апсолутно. Сега, некои повеќе ти лежат, некои помалку. Сега, што е праксата? Се слушаш. Чекай бе, тука можело подобро да направам. Ако си ми напее, кажи речи толку. Така. Си викаш, чекай малку. Тука можело подобро, тука можело подобро. Го слушаш, пример, па Кирил Манчевски, Ванчо Зунов. Јас Ванчо Зунов, за мене е прекрасан кога ги слушам што ги пеат со Виолета Митева дуетите. Да, ама они беа алфа и омега, они беа, како да ти кажам, пеа на една Илиджа во Сараево. Тоа е фестивал Кирил врвен Манчевски слушам, во Југославија, беше и освојува награди. Да. Нема, човек со мек глас. Македонската музика си бара мек глас. Да. И одлика на македонската музика своевремено беше дуетот. И имавме многу добри дуети. Перфектен дует, перфектен. Луѓето се Не се биле само секој час. тие, тука се Черчеви и редица Конкретно други. за нашиот град Вело. Да, Селимова Желчевски и така натаму. Но, она што ми се допаѓа кај тебе е дека ги негуваш тие песни, правиш и нешто со понови датуми и некако како да сакаш да удриш на секоја генерација, на сите вкусови. Па ако свириш само за едни, другите нема да те слушаат. И добро е тоа што не пееш турбофолк. Да. Тоа е. Мора и на настапи мора и тоа да се пее. Кажок. Јака ти душа. Да. Не, Нешто што не ти е по кеф, а мора да Ке го пееш и Азис. Леле. Се ке пееш. Така, особено кога одиш во Бугарија. Да. Иако и тука се слуша, нели? Не, види, таму се сака, значи, конкретно ја за овде, македонски песни сакаат. Петрич Сандански, Благоевград. Да, си сакаат македонски песни. И сакаат, овој не турбо како тука, овој Шабан, пример, Бог да го прости, си го сакаат секаде. Така, Шабан е Шабан. Добро. Да, и такви. И тоа ми лежи. И тоа си го исполнуваш. Да, Така е. и повикани гости, од кај е ово, што е ово, ај ќе те повикаме таму, ми се зголема. Стана многу популарен и многу баран во Бугарија. Дали виновен за тоа е Пирин Фест во Сандански? Пиринфо исто ми се најде. Трите награди што ги освои, втората за новокомпонирана, за автентична македонска песна и исполнување. Прва награда и Радио Благоевград ми даде за ова, втората награда ми даде па најслушана песна. И што вика еден, мора да го цитираме на мој пријател што му свира свадба во Банско, Живко Карпаче, вика Павле, вика ти си тука веќе известен, вика. Известен, така. Да. Познат, значи. Да, познат, да. Познат, тоа си го прави, тоа го прават фестивалите, тоа го прават настапите. Како инаку ќе те знаат, ти можеш да бидеш квалитетен, не знам, до немајкаде, до небото да бидеш квалитетен, ако не знаат луѓето за тебе, џабе. Имам некои планови сега, да помине ова короната, ми се врти нешто во умот, и за тука и за таму. Мора да се прави реклама. Сепак си треба за се реклама помалку, да не видат луѓето отите нема. А Пирин Фест беше минатата година? Да, веќе па ова не може како. Така. Ова немаше како, не се ни знаеше дали смееме да влеземе таму. Така е. Песната се викаше? Пример Марија моја Севдие. Автор? Ова втора награда, авторската, да. Да. Костадине сине, една запиринска песна, и тие беа две песни. Супер. Одлично. Јас се надам дека и понатаму ќе настапуваш таму, како и овде, нели? Да, и овде. На задоволство на сите љубители на добрата песна. Какви се плановите до крајот на оваа година? Веројатно се е неизвестно, еден голем знак прашалник. Значи, ниеден музичар моментално не може да има планови, што ќе знае дека ќе му ги оствари. И затоа ќе си чекаме и како ќе е така. Не одаме со преголеми очекувања. Затоа ти велам, јас сум пазарен за нова година. Ама и тоа Во Велинград, нека си стои. Нека стои. Не знаеме како Дај ќе. Боже. Дај Боже, нека биде добро. Ајде малку да позборуваме, да ги подсетиме гледачите за почетоците на твојата кариера. Како се започна? Господине Калајџев, јас сум пример од музичко семејство. Добро. Татко ми, Бог да го прости, свирише кларинет по свадби тука, не запише на музичка, јас и брат ми ја формираме група Мелос. Со различни состави, настапувавме и со струмичани, нели се претежно тука. И претежно групата Мелос е наше чедо. И почнав сега и сам, значи јас свирам по потреба, сум благодарен и на многу струмички музичари
акустичари, почнаа да ме викат одав на акустика. Кај ме бараат таму. Со чикто Мита Манасиев и останатите, со гитарички таму, ваму. И тие ми се, значи, по Струмичко и во овој крај претежно ме знаат. Дали на разлаз, дали на суво, си настапувам. И тоа продолжува до ден денески. Да, семејството ми се музичари, Така да е. ти спомнам. Девојчето ми магистрира сега За тоа малку подоцна за тоа имам специјално прашање за неа. Ајде. Бидејќи заслужува малку повеќе Така, нека внимание. биде. Твојот брат е исто музичар. Музичар, тој се пресели во Словенија да живее, таму свират, мило ми е, се формира група во Копер. Супер, супер. Кај што е Рок Цветков. Па ако е таму, може. Таму е Рок Цветков, значи има Струмичан и во Копер, има во цела Словенија, се разбира. Добро, зборувавме значи за таа кариера, накратко ми ја кажа. Се надевам дека ќе биде долготрајна таа твоја кариера и плодотворна. Да сме здрави и живи, тоа го велам јас стално. Ако сме здрави, верувам дека кариерата ќе си е окей. Добро. Настапи на Пирин Фолк во Сандански, но не си настапувал на македонски фестивали. Зошто? Абе, настапував на Роса, сега да не те лажам, 2012 ли? И... може би таква била судбината од Георги. Да, ама Не или се имаш случило. желба или немаш. Веќе и немам желба. Не, а? Веќе, ако правам нешто, ќе си правам За себе. авторско нешто така. Така. Добро, Валандово да кажеме како предизвик. Абе, се имало проби таму, некак не се случи. И може би сега од денешна перспектива и не желам. Не сум некој... Може би убаво било да се настапува, ето не се случи и тоа. Добро. Но кога зборуваме за твојата кариера, не можеме да прескокнеме еден настан, а тоа се твоите настапи во Белград, каде што направи бум со твојот настап. Ајде да се потсетиме кога беше тоа. 2014 и 15. Добро. Значи на Звезда Гранда отидов. Тоа е. Некогаш работи се случуваат спонтано. Тоа сум го кажал и пак ќе го кажем. Дома седам, исто семејството ми е дома, летно време, оди реклама, Звезда Гранда. И се велам да се пријавам, ама па, јако, што викат, Струмички се сопнеш, саламски. И тие се пак многу за години, ки ги имав малку. Околу сопнувањето најважно е самодовербата. Ако Јас веруваш ја имам во себе, самодовербата, не се плашам. Така е. Ама си велам сега, ајде, ќе одиш еден ден. Се пријави во Скопје, помина. Дојде ово се, оди во Белград. Имав чест да го запознам барам Шабан Шаулич, Босанац, тие таму жирито. Така. И тоа го помина и супер. Колку ме круга запозна. Колку круга помин? Значи во Скопје, во Белград и третиот круг таму. Така. И отпеав тоа што го отпеав, остана, се запиша, луѓето ги го слушаат уште. Да, И тоа допринесе многу други. Еве, кога отидов негде на реклама, уште тогаш после сака да те слушнат, јас имаш веќе една лична карта и ти што ја сака таа музика, го оценија тоа добро. Во секој случај за тебе слушна и македонската јавност, бидејќи Да, Звезда да. Гранда се емитува и во нашава земја и за тебе слушна цела македонска јавност и сите љубители на добрата Ги песна. следиме нашите колеги. Така. Гледаш, и Горан и Ленче отидоа, и Игор отиде, они на другиот формат на оводник. Сите сакаме, веќе кога си во моќност да искористиш некоја прилика. Апсолутно. Да те видат, да. Пазарот во нашава земја е таков каков што е, мал. И убаво е да се... Со тоа отидов во Швајцарија и луѓето те познаваат и не македонци, и други, те гледавме. Беше во Швајцарија, кај нашинци? Кај нашинци таму да настапиме, да. Супер, во кој град беше? Во Роршар бев, а пред тоа во Диетикон изгледа, ако не се лажам, предходно пред 2-3 години. Супер, еве се отвараат вратите и сите тие можности треба да се искористат. Добро, спомна музичко семејство, го спомна твојот татко, ти, твојот брат и така натаму. Претпоставувам весело е дома, секојаш си пробаш, сопругата нели вика, аман доста малку да одморам, главата ме боли. Има ли такви ситуации? Претежно не. Не, Би требало да добро. лажем ако е така, Добро. не. Таа е во секој случај добар критичар Аха. и кога се снимам нешто, вика сега добро го отпеа, знаеш. Бидејќи она е како од страната на публиката и ако не е добро ќе ти кажеш добро, нема потреба да се лажеме. Така е, така Тоа е. е.
Супер. Сега дојдовме до твојата ќерка. Велат крушата под крушата си пага, како што ти си паднал под крушата на татко ти, така Не може, таа може да се развргале малку, ама тука ќе. Ама тука си останува. Така и Јаворка, твојата ќерка, си падна под својата круша, под крушата на својот татко. Таа е мощна, успешна, ми беше гостинка во една од емисиите на ТВ Канал од Вис и еве отворена покана до неа повторно да ми биде гостинка во некој од моите емисии. До каде стаса она? Значи таа се заврши, се случи тоа во Москва, се случи победата и се отвори некои работни места, ја вработија во опера. Да. Македонската опера и балет. Македонска опера и балет. И сега во ова корона, кога се малку ослободија мерките, таа веќе половина од магистратурата и беше дадена во нормалното, како да кажем, време. Така. И кога дојде, вели, во разговор со нейниот ментор Весна Гиновска-Илкова, ајде, вика, комисијата може да се собере, само ќе треба онлайн да го направи. Зе да го спреми Кавалери Рустикана, сега кој улега не знам, Кавалери Рустикана, и ја пријави, го отпеа, го направи со придружба на пијано, го подаде, комисијата била воодушевена и сега треба овие дена да го земи ова што е решението за магистратура, магистрира и цели кон повеќе. Знам сега да не излезе како родител, јас секогаш кога ќе ме прашаа за децата, секогаш гледав да не трчам. Да бидеш воздржан, така. Да, бидејќи не знаеш како. И кога пееше, јас си велев, тато, ти значи за опера си тука држи. Значи тука си стварно и млади секој пат некако со други мисли, ама кога созреа како личност свати дека и убаво е Белки да ќе напредува солиста, па како ќе е, само нека е жива и здрава. Да е жива и здрава и јас Второ, се надам... машкото, Да. синот, 2 години помал, на иста дата родени. Тој е па абсолвент на гитара, ама и таму сега со короната малку се во стагнација. Тој вели ќе го заврши, на него оставам да си заврши класични гитари и тоа. Да. Добре, здрави, живи, да ми се децата, супер е. Ајде да се подсетиме на Москва, што беше, како беше... Тоа беше, сега да не лажам, 22-ро изледа над преварување, руска романсијада. Добро. Русите, со тебе тогаш разговаравме и ти го, тоа, знаеш, многу си ја почитува таа некоја руска романса. Да. И се отвори место од Балканот да се пратат над преварувачи. Таа ја повикаа во Скопје, во Софија, па се пласираше во Москва. И криво лево, како што вели мене Стромичани, па освои прва награда. Браво. И пред 1500 гости отпеа, тога е на гала вечерта, многу убаво со Националниот оркестар Русија, прекрасно. Супер. И таа е единствена во помек учесниците, сега 5-6 пати колку имат учествувано од Македонија, единствена што ја добила прва награда. Така. А тато е горд, мама е горда, сите сме како горди не? и ние сме горди како Така. струмичани на секој успех Така, на младите струмичани. Нека напредуваат децата за нивно добро и за доброто на сите нас, бидејќи нели сите се гордееме. Нека напредува културата. Јас се надам дека ќе стана солистка, дека ќе биде првенец на македонската опера и балет. Тоа е батко Ѓорги, јас кога седам пример со жена ми и сега кога така и има и убави работи во светот и неубави, седиш пример, видиш некоја лоша трогателна ситуација, пример и си велам на жена ми, жено, во секој случај ние сме многу богати. Апсолутно. Богат е човек кога е здрав и жив, кога сите во секој семејството му е... Само тоа, јас знаеш што велам. Еве ти велам, значи, ти ме ви кариерата. Јас знам што треба да работам од Ѓорги, само здраве да имам. Така е, без здравје ништо. Може да имаш Знам не знам јас какви како планови. треба и да го одработам и Така. пење и се, само здраве да имам. Така е. Нека да напредуваат децата, но и да напредуваш. На сите. Ти, И на апсолутно. сите гледачите да сте ми живи и здрави и празникот многу години да си го славите. Така, и јас тоа го посакувам и до година да кажеме сите заедно, и ние, и Павли, и сите вие почитувани гледачи, да славиме 30 години Браво, од 30 постоењето лета. на ТВ Канал од Вис. Еден голем јубилеј. Тоа е. Значи, сепак, за да обстоиш на еден пазар 30 години, Не е мала работа. крај. Значи, те бива. Така е.
Ти благодарам за овој муабет и јас чинам дека кажавме се и јас чинам дека во чест на роденденот на ТВК 02 и во чест на овој убав разговор што си го направивме, да ги почестиме гледачите со неколку убави numeri во исполнение на Павле Витанов. Мене ќе ми е чест сега Да. и вас да ве поздравам со неколку песни и нашите пријатели оваа неделно попладне на ручек да слушнат нека убава македонска песна. Нека биде така. Благодарам. Jano mori, Jano lele, sevdalino, moja rosna. Jano mori, detelino. Pominuvaš, Jano mori, zaminuvaš, nit mi zboriš, Jano mori, nit se smeješ. Nit mi zboriš, Jano mori, nit se smeješ. Te prašajet, Jano mori, majstorine, šo im gotriš, Jano mori, za večera. Šo im gotriš, Jano mori, za
Kad banica begu more il kokoška ova večera begu more rudo jagne dve majki begu more zadojeno. Filizo, maloj mome, izlezi na penčereto. Aj, da ti go vidam liceto. Da ti go vidam lice to, malo i mome, šo lice nosiš na tebe. Aj, da li prilegat za mene? Eden prekrasen majski den, potkulite na strumica, od eden bor, eden do drug, sedeja dvajca vljubeni. Od eden bor, eden do drug, sedeja dvajca vljubeni. Akoj li beše Bože moj, akoj li beše angel moj, srce to mi, duša ta mi, srce to mi gogan gori. Srce to mi, duša ta mi, srce to mi goji zore. Da bide sreća da ne vidi koji prv započna. Koji prv započna ljubov da vodi, dve srca da strada. Koji
srca da strada. Često co nego se srećavam, srce mi treperi. Srce mi treperi, duša ne mi dava, kako da mu prozboram. Srce mi treperi, duša ne mi dava, kako da mu prozboram. Vostrumica na ulica, pred nego izlegov. Grbot mi go svrte i tivko mi reče, jasne te sakam. Ja si zaljubiv drugo libe, zaljubi si ti. Aj što me rak ima, babo, aj što me rak ima, aj što me rak ima, babo, železar da bidam. Aj što me rak ima, babo, železar da bidam. Železar da bidam, babo, železar da bidam. Železar da bidam, babo, rakliško tog žade. Železar da bidam, babo, rakliško tog žade. Pa da si gi gledam, babo, pa da si gi gledam. Pa da si gi gledam, babo, rakliški te momi. Pa da si gi gledam, babo, rakliški te momi. Rakliški te momi, babo, rakliški te momi. Rakliški te momi, babo, si te u babici. Rakliški te momi, babo, si te u babici.